Пладне е, 30 на степени. Белма и Амина од Горно Оризари по 5 години се враќаат на нивното омилено место за рекреација – езерото Младост во Велес. Нешто е чудно. Вообичајниот влез во езерото сега е невообичаено загаден. Не се откажуваат. Гледката е лоша, а смрдејата од езерото за кусо време прави леплива слуз во носот. Прљаво е? Аха, исто. А чекај сте, доаѓале претходно тука? Нисам 5-6 година. И сега различно ли? Да, многу. Покушаше да наđem нешто, али не верувам. Може тамо, на ону страну. Доле е још горе. Езерото Младост, како да е прекриено со килим. И езерската трска сведочи за исушена непозната маса која мириса. Осамен капач ги игнорира кафеавите дамки и ја гаси топлината во водата. За активистот и советник Игор Смилев ова не е изненадување. Со неговите пријатели, ваквата гледка ја забележале уште пред 1 месец, откако познаници им алармирале дека нешто чудно се случува во Велешкото езеро. Побарале одговор од властите, бидејќи се посомневале дека водата е опасна за користење, но демант на сомнежите им стигнал на 10 јуни, кога Центарот за јавно здравје Велес објавил резултати од анализата во која се тврди дека езерото е безбедно за капење. Центарот за јавно здравје напоменува дека од извршените испитувања и стручна анализа може да се заклучи дека водата на езеро Младост на мерно место градска плажа 1 може да се користи за капење и за рекреација и покрај одстапувањето од бараната втора класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на капачите. За екоактивистите, ова било аларм дека анализите на институцијата која треба да го штити здравјето на граѓаните не се совпаѓаат со она што се гледа и што се чувствува. Допред 1 месец не се знаеше и беше дефинирано како така наречена непозната материја. Од непозната материја одена се демистифицираше, се разби маглата и ова се фекали, умрени алги и дел од целокупниот растителен свет во едно. Ова е производ на умирањето на езеро Младост и ова е неговиот последен стадиум. Гневни и разочарани, Игор и неговите екособорци ја потврдиле тезата откако пристигнале резултатите од Хидробиолошкиот завод во Охрид. Во заклучоците стои дека водата е со лош квалитет, ризична за обстанокот на живиот свет во акумулацијата и ризична по здравјето на капачите, како и за останатата намена за потребите на хуманата популација. Не сме само еден дел у фекали, туку сме у гуша до угодна, што би се рекло. Но симптоматично е како двете институции речиси во ист временски период измериле вредности за истото езеро кои драстично се разликуваат. Неколку дена подоцна, на 30 јули, на пресконференција, директорот на Државниот инспекторат за животна средина ги презентираше податоците од анализата на водата во езерото Младост. Резултатите се совпаднаа со оние на Хидробиолошкиот завод и покажаа дека фекалии се влеваат во Велешкото езеро и покрај тоа што функционира дел од колекторскиот систем. Покрај тоа што колекторскиот функционира дел од колекторскиот систем, истражувањето покажа и анализите покажаа дека имаме фекално загадување, а тоа е од антропогеното влијание на човекот во овој дел. Водите од целиот колекторски систем не се третираат и завршуваат во Вардар, како што е и во нашата метропола Скопје, каде што сите фекални води завршуваат во Вардар. И заклучокот на Државниот инспекторат за животна средина е дека загаденоста негативно влие врз обстанокот на животинскиот свет во езерото и водата не е безбедна за капење и рекреирање. Микробиолошката загаденост е од 5-та категорија. Градоначалникот на Велес, Марко Колев, не одговори ниту на повиците, ниту на пораќите. Но 2 недели по пресконференцијата на инспекторатот напиша пост на Facebook во кој најави дека ќе се постават табли околу езерото за да не се користи согласно препораќите и оти го вознемирила резултатите од институциите кои покажаа дека Младост е во очајна состојба. 20 на дена по препораќите на Хидробиолошкиот завод да не се користи езерската вода, општинските власти молчеа, а граѓаните беа оставени да се рекреираат и да пливаат во езерото. Но Институтот за комуникацијски студии дојде до документ од лани во август, во кој Државниот инспекторат го нотирал истото, дека фекалии го красат езерото Младост и дека состојбата со водата е сериозна и мора да се преземат итни мерки. Ова е се
собрано од 30 години негрижа на човекот, на институциите, на системот и на сите граѓани кои што биле дел од овој поранешен екосистем, така наречено Велешко езеро Младост. Мртва е визијата на нашите претходници во 63-та година кога го градеа. Има собствена визија за развојот на ово езеро. Ова е пропаднатата визија на Европска унија. Пред 4 години, тогашните власти помпезно го најавија проектот за Смарт езеро, со 62 милиони денари, од кои 55,5 милиони денари грант, а останатите обезбедени од општина Велес, најавуваа дека езерото Младост станува Смарт езеро и ќе биде прва иновативна туристичка атракција во земјава. Еден од најголемите проекти што го реализиравме е проектот Смарт езеро Младост, финансиран од Европската унија во вредност од над 1 милион евра. Проектот веќе го менува пејзажот околу езерото Младост, кој настојуваме да го развиеме во најзначаен туристички транзитен центар во земјата. По помалку од 4 години од новогодишното обраќање на екс-градоначалникот Коцевски, Смарт клуб има. Стои портата од екокампот како во тогашните 3D анимации, иако и покрај европските пари е дадено на јавно-приватно партнерство. Но има и фекалии и ѓубре и се помалку вода. Ова не е Смарт езеро Младост, ова е Смрт езеро Младост.